По објавувањето на протоколот стана јасно зошто власта до самиот крај по секоја цена го криеше најконтроверзниот дел од францускиот предлог. Тој го потврди оно од кое што сите стравуваа, а тоа е дека францускиот предлог, оној првичниот реалниот услов на патот на Македонија кон Европската унија, иако содржината на истиот беше познат уште пред речиси 20 дена, кога и самиот министер за надворешни работи изјави дека ќе го презентирал, сепак подоцна власта велеше дека не бил готов, да сме почекале да го завршеле па ќе го објавеле. Протоколот е записник од седница која што се уште не е одржана. Значи, за да има записник една седница, треба да има седница. Меѓутоа, ние во претходно ги усогласуваме мерките кои што тој записник треба да ги има за наредната година. Бидејќи тоа се протоколите, тоа се записници од средби кои што се одржуваат еднаш годишно и се предвидуваат мерки како да се имплементира договорот. Додека информација околу протоколот има сите во јавноста, очигледно само функционерите од власта нема, па така беше и со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Во однос на прашавте дали владата го разгледала предлогот, владата ги очекува крајот на консултациите, кои што се уште траат, секојдневно на повеќе нивоа и со сите политички партии. За протоколот не сакаше да зборува ниту премиерот Димитар Ковачевски, но ни најави дека ќе мораме да голтнеме кнедла, испраќајќи порака дека сме морале да одлучиме сакаме кон неју или не споменувајќи која е жртвата која мораме да истрпиме. Господинот Мишел изрази желба да дојде во Република Северна Македонија. Значи, не се работи дали председателот Мишел ќе убеди некого, дали председател на влада ќе убеди некого, дали министер ќе убеди некого. Работата е представниците на народот, политичките партии, пратениците во собранието да донесат одлука дали државата ќе отпочне преговори со Европската унија или државата нема да отпочне преговори со Европската унија. Тоа е одлуката која што е пред нас. По се на крајот го добивме протоколот кој излезе клучниот дел од францускиот предлог, кој пак во собранието беше изгласан, токму без протоколот да биде пред очите на пратениците во македонскиот парламент.